Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани колега. Колкукар, Министерството за вътрешни работи на Република Северна Македонија имаше чест да биде домаќин на третиот состанок на правниот одбор на иницијативата за интегрирано управување со вътрешната безбедност. Денеска ми беше задоволство да бидам домаќин на своите колеги министрите за вътрешни работи на Босна и Херцеговина, Косово, Хрватска, Словенија, кои почитувани пријатели, партнери на патот кон европската интеграција на нашата земја. Дозволете ми да се заблагодарам за учеството на сите колеги и шефови на делегација на оваа средба, но пред се на министерот за вътрешни работи на Република Словенија, господин Боштјан Поклукар, за укажаната доверба оваа средба да се организира во Република Северна Македонија и за досегашната поддршка и одлична меѓусебна соработка меѓу нашите две земји. Дозволете ми да се заблагодарам и на Европската комисија за сета досега понудена и реализирана помош и поддршка на нашата земја во исполнување на стандардите и условите за членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Со заклучоците на Советот на Европската унија за зајакнување на надворешна димензија на внатрешната безбедност од декември 2016 година, Советот на Европската унија се согласи да даде приоритет на активности за развивање на посеопфатен механизам за спроведување на безбедносните прашања во регионот на Западен Балкан на начин кој ќе биде компатибилен со пристапот реализиран во рамки на европскиот циклус на политики. При тоа развојот на интегративниот и комплементарниот пристап во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам се разви во еден цел концепт за интегративно управување со натрешната безбедност во Западен Балкан. Со ова тероризмот и насилниот екстремизам беше иницииран во првиот столб на оваа иницијатива, кон кој што се припојија уште два столба. Столб за борба против организиран криминал и столб за граничната безбедност. Денешната средба, односно составот на управниот одбор на оваа иницијатива, имаше за цел донесување на одлуки за натамошниот развој на самата иницијатива и директно проширување на составот на групата за поддршка на ИИСГ со представници од Западен Балкан. Воедно, одредени промени беа направени и во координацијата на групата за поддршка. Во основа, ИИСГ има за цел на едно место да ги сублимира сите активности на Европската унија и на меѓународните и регионални организации во регионот на Западен Балкан, при тоа значително придонесувајќи кон координацијата на напорите и активностите во овој дел од Европа, но и избегнувајќи на тој начин евентуално непотребно дуплирање на исти активности реализирани од меѓународна или регионална организација во овој регион. Благодарам.